на исток до Тракија и Родопите, на запад до Дебар и Шарпланина и на север до Куманово. Фактот што Македонија е поделена меѓу Грција, Србија и Бугарија, тој Пикард него смета за голем проблем. И вика вака: ако се обидеме, значи ова е шпион, нели, како и што има денес низ Македонија многу. Ако се обидеме да ги прашаме христијаните од Македонија, би ни одговориле дека автономија за нив е најпожелно решение. Познато е дека тоа не е, значи христијанското селско население е словенско, пишува тој. Меѓутоа познато е дека тоа не е наполно бугарско, макар да се приближува повеќе кон бугарите, ниту наполно српско. Значи, самите бугари признаваат дека македонците да се разликуваат од другите. Ете Миленко, вака сега. Јас политичкиот дел на Македонија апсолутно не го спорам, мислам дека тука ние можеме да кажам. Автономијата и независноста на Македонија подоцна за ВМРО е светост. Тој дел на историјата многу добро го познавам. Меѓутоа, сега зборуваме за етногенезата. Значи, јасни се моментите дека таа етногенеза кај нас е малку подоцна почната, таа е почната во време на буржуаскиот свет и бегањето и барањето корени во некои други времења, едноставно мислам дека само не води во клепатика. Значи добив многу пораки. Ајде, може некој. За тоа не. Сега и најубавата ми е од Борис Еднооки. Добро. Борис, значи он многу те сака, нели? Едноставно нели така. И вика вака, Борис Еднооки. Се искажи? Да, ака, слободно. Вика вака: благонадежно понуди му ја патиката на тракискиот припадник на Европската Унија. Тогаш нема да биде толку бос или свртете на уфологија или на поезија. Миленко, гледај се, вака, значи вака. Борис, фала што гледаш. Кога ќе почнат да вредите, значи нема аргументи, нема аргументи од друга страна. Добро, сега луѓето се нервираат кога те слушаат, ти тоа мора да го сватиш. Миленко, вака сега. Јас знам дека со моите тези сум многу неприфатлив. Апсолутно си неприфатлив. Меѓутоа сметам дека подобро е на време некои работи да ги оладиме, отколку да забегаме во некој правец од кој после навистина или враќањето ќе ни биде многу потешко или едноставно ќе го платиме тоа на еден потрагичен начин. А мислам дека сме на погрешен пат со антиката, јасни се и политичките пораки, јасни се и научните пораки од меѓународниот свет. Политичките пораки, Љупчо, се непријатни кога не се сака, значи секој народ сака да се поистовети со голема историја, со победници. Така е, се сложува. Така ли? Така се сложува, Миленко. Значи, не сака да се... Еве, дури и гледаш, хрватите не се поистоветуваат со Матија Губец, иако им е голема историја. Како и ние, нас ни е драг Самуил, меѓутоа е сепак поразен. Секој народ сака се поистовети со голема историја. И тоа е негово легитимно право. Голема историја, голем победник. Тоа е... Кринко, тоа е во ред, меѓутоа работите треба да бидат подкрепени на реална основа. Па добро, еден куп копачи низ Македонија, нели, не илегални, легални, историчари, дешифратори, работат на таа. Кринко, што е тоа толку тешко од твоја страна? И па да те прашам, зошто твоето ова прословенско тврдење кореспондира со исто идентично тврдење што го има СДСМ? Има нешто тука заедничко? Буквално нема заедничко. Никош не сум комуницирал со никој од СДСМ на таа тема. Во јавноста гледам дека исто дискутираме. Не прави тоа, не ти прави етикет? Не ми прави етикета, затоа што на некој начин таа тема ја отворив јас прв, па они гледам исто е се надоградија. Значи, Миленко, значи вака сега. Повторно сакам да кажам дека тезата со античка Македонија е тотално нереална теза. Тоа е убава приказна. Нема никакви Јас тебе не ќе можам да те убедам, ниту ти мене. Мислам, не сме ни дојдени да се сега некој од овде да излезе разубеден. А тето, баш кај што самите поплукуваме на нешто што е наша основна традиција од Свети Кирил и Методи, од Свети Климент и Наум, па нели понатаму сите корени до денеска. Мене ми е жал што тоа се прави во Република Македонија, ама сега малку ни е тоа што Свети Климент е првиот епископ на целиот словенски свет. Сега тоа не е малку, треба 5 век пред наша ера. Не ми е малку да ти кажам тоа. Па србите го немаат ни тоа, хрватите го немаат ни тоа, па повторно се... Не можеме да кажем дека
српската нација има помалку идентитет од Ти нас. кажеш исто така дека читаш алтернативна историја. Си искаш телефонов. Слушаш, не може више да Нема стисне. проблем, да. Тоа е добро нека. Да, замисли да уклучевме телефони. Да. Значи, сам велиш дека читаш алтернативна историја и така натаму, воопшто наука. Така. И то постојат тези кои имаат пуно логика. Дека сето овдека е многу подлабоко историски што се копа по 8, по 10 метра за разлика од она што е таму у Украина која е 60 сантиметри. Тие дошле биле други, високи, ратоборни, плави, со сини очи, ние тоа не сме. Од друга страна, зошто баш па се нарекле тие Словени? Од каде им е па тоа Словени? Дали од словото, дали од што се славени? Еве, да кажеме, Тентов и Бошевски веќе во каменот наоѓаат. Ти можеш да не веруваш тоа, дека биле дека македонците, значи античките македонци, биле славени и кога бегаат од готите овдека пратени од римјаните, бегаат, значи можно ли е, јас сметам дека е можно, миграцијата да била обратна. Македонците да бегале натамо, па последни с Полска, па да се сврде едно 5 века холокауст. Се што е невозможно може да стане можно, меѓутоа мора да има јака подкрепа за тоа. Добра, ма ти викаш, ти ми речи пред малку, 200 и толку професори потпишали и тоа е вистина. Не може да е тоа така. Не, вака сега. Ама Миленко, до пред неколку стотина години рамна била планетава сметала. Ние треба сега научници да се спротивстават на тие професори. А ние пропаганда ние внатре во Македонија да кажуваме дека тие биле вакви или такви. Значи, нека нашите сенат, нека се спротивстват, дека им напишат писмо, нека почнат да полемизираат, нека се отвори темата. Ние на тема не е забравета. Знаете што? Имаме една друга алтернативна историја, бегајќи од таа алтернативна историја, ние отидовме ваму. Меѓутоа, едноставно, Миленко, јас се плашам, и не само што се плашам, и веќе го знам тоа, ние како нација стануваме нација за подигравка со оваа приказна за античка Македонија во останатиот меѓународен свет. Ја не го мислам тоа. Ја мислам сосема спротивно од тебе, дека меѓународниот свет, односно меѓународната заедница, оваа која сака да влијае врз светот, станува свесно дека ние одеднаш стануваме многу тврд орев и не може да се играат со нас, како што се играле пред 60 или пред 100 години, и дека со сосема друг тип на луѓе се имаат работа. Ако бевме тврд орев, со албанската криза ќе ја решевме на друг начин. Ние перманентно губиме како нација битки. Нема да те враќам таму, затоа што... Ние перманентно како нација губиме битки и сега треба поистоветувањето да биде негде далеку во историјата. Добро, ама ако е тоа толку лесно дека сме ние Словенија, ако е тоа толку лесно да дека сме... Зошто толку лесно тогаш меѓународниот свет, односно меѓународната заедница не се справи со нас, туку има стравотни проблем. Стравотни проблем има. Милинко, проблемите... Едно мало народче тука на мал терен, без море. Проблемите не се толку ни светски, колку што се геостратешки, има балкански и апетитите на одредени балкански држави. Може би не за освојување на Македонија, вакви или онакви влијанија во овој момент. Значи, како да кажам, не треба многу да се замислуваме дека ние сме светски проблем со кој сега они си ги кршат главите. Ние сме еден мал проблем кој треба самите поскоро да го затвориме проблемот, затоа што уште ни се отворени и евроатлантските интеграции, уште ни се отворени и безбедносните прашања и ако продолжиме да се инатиме на тој пат, не знам, може би ќе не батва тотално. Кои безбедносни прашања се? Прашањето на албанците. Тоа прашање вие кој смета дека е затворено, јас сметам дека никош нема да биде затворено. А што стана со прашањето на македонците? Све гледам нешто денеска и Васко Ефтов се закануваше со ова и таму билјали вика биле многу албанци да биле многу трпеливи. Па македонци да го представат бидат трпеливи, тоа што станува. Убаво е вака да се тешиме, ама праксата не покажала дека е баш така. Па не знам, ама јас знам дека на Вест Пойнт, ако ништо друго, се изучуваат македонските атентатори. И сите атентати врз македонци на Вест Пойнт се изучуваат, не се изучуваат ни албански ни бугарски атентатори. Пак да се вратиме околу етногенезата на само значи, ако некој ја превртел историјата низ на почеток во првата половина од минатиот век, тоа се македонски атентатори. Значи вака, Миленко. Така да. И во смисла на нашата... Се чини дека натаму